Денеска тука со мене се наоѓа првиот човек на општина Крива Паланка, господинот Сашко Митовски. Ви благодарам што одвоивте време да разговарате со нас денеска, особено на овој важен ден кога општина Крива Паланка одбележува отворен ден за младите во нашиот град. Благодарни сме што сте тука да одговорите на нашите прашања и да споделите ваши размислувања и планови за младите во нашиот град. Како гледате на улогата на младите во иднината на нашиот град и што ве мотивира да работите на нивото доградување? Добар ден и благодарам за можноста овој ден да бидеме дел од ова интервју на регионалниот портал Куманова News. Видете дека пред се огромна е и уврската, но и чест и привилегијата кога пред 2,5 години поддршката, кога бев и кандидат во тој момент за градоначалник, да дојде толку од младите во нашиот град. И како што кажав, таа поддршка е од една страна е убава. Убаво е чувството да се добие поддршката од младите луѓе, но од другата страна и обврзува таа поддршка, затоа што мора секојдневно да се работи, да се мисли, да се носат активности, програмски мерки кои што се во насока на поддршка на младите луѓе во нашиот град. За моја среќа можам слободно да кажам дека со мојот тим од општината во изминативе 2,5 години носевме мерки кои што носат и значат поддршка на младите луѓе во градот, но од друга страна и креиравме и програми кои што значат и афирмација на нашиот град, но и програми кои што ги прават горди младите луѓе. И нешто кое што Крива Паланка можеби слободно да кажеме препознато во последните неколку години, а тука само ќе го споменам дека ова година Крива Паланка е град на културата и креиравме толку многу мерки буквално кои што, како што кажав, ги прават горди младите луѓе, но и нешто кое што Крива Паланка е препознаена како и во македонската јавност, така и во медиумската јавност. Од друга страна, во изминатиот период, покрај тоа што носевме и мерки за поддршка на младите луѓе, вложувавме многу во изградба и на спортска инфраструктура, во детска инфраструктура, индиректно го поддржавме, тоа е директно го поддржавме спортот во градот, кој што значи индиректна финансиска поддршка на младите луѓе и ред други такви слични мерки кои што беа во насока на поддршка на младите луѓе. Какви програми и проекти има градот за поддршка на младите во образованието и професионалниот развој? Ево ова е некој надоврзување на првото прашање. Како што споменав, ние во изминатиот период ќе почнеме од спортската инфраструктура. Изградивме неколку спортски објекти, спортски терени, за да еве денеска активно работиме на прв терен со вештачка трева за мал фудбал. Дополнително оваа година имаме предвиден уште еден таков спортски терен да изградиме во село Конопница, а веќе работиме на уредување, како што кажав, на спортскиот комплекс со таков терен. Дополнително тука на спортскиот комплекс ќе изградиме и ново огромно детско катче и ќе изградиме прв парк за домашни меленици, но она што е позначено кога сме кај спортската инфраструктура е што веќе изработивме проектна документација со активно одобрение за градење и истата ја аплициравме во Бугарската амбасада, која што имаше објавен јавен повик за поддршка на општините, со кој што имаме намера да ги изградиме спортските трибини во спортскиот комплекс и да го реконструираме помошниот постоечки објект таму на спортскиот комплекс. Исто така, со развојна програма на општината, како што споменав, во текот на оваа година планираме да изградиме повеќе од 10 детски катчиња на различни различни насоби на општина Крива Паланка. Или претходно изградивме некаде околу 7-8 или овие новите 10, некаде околу 18 детски катчиња со спортски терени ќе бидат изградени само во овој период од овие речиси 2,5-3 години. Исто така ги споменав поддршката која што општината ја дава на спортот и спортските работници. За прв пат речиси 2 години даваме директна финансиска поддршка од буџетот на општина Крива Паланка на спортските работници и спортските клубови. Она што го кажав и на почетокот е културната програма која што ја нудиме како понуда и концепт во изминативе 2 години.
нешто кое што Крива Паланка ја прави сериозно препознатлива и различна од сите останати општини. Го понудивме новогодишниот базар 2 години поред, оваа година ќе биде 3-та година поред. За празниците кои што се во месец август, големите фестивалски случувања во Крива Паланка, наметнавме едно темпо, можам слободно да кажем, поставивме нови граници, нов праг, многу повисок од сите претходни години, нешто кое што е во насока на привлекување на туристи и посетители во градот, или ова се некои мерки кои што индиректно значат поддршка на младите луѓе и мерки кои што на некој начин се во насока на поддршката на младите луѓе. Но оно што го правиме е како директна поддршка на младите луѓе е преку програмите за образование. Тука исто така за прв пат дававме директна финансиска поддршка, можеби символична, можеби недоволна, но сметавме како локална власт дека во насока на праќање на порака дека водиме сметка и грижа подеднакво за сите категории на граѓани. Па така воведовме директна финансиска поддршка за секој матурант во градот, тоа го правиме 2 години поред. Воведовме директна финансиска поддршка за сите праводеленчиња, почетокот на секоја учебна година, за да од оваа година воведуваме 2 нови мерки кои што верувам дека ќе дадат одличен резултат на терен. Тоа е веќе од оваа учебна година сите основни и средношколци од градот, основни средношколци ќе добијат за прв пат училишна униформа. Веќе работиме на целокупната оваа јавна набавка и ја очекувам, како што кажав, во текот на месец септември веќе да биде доставено до сите ученици. Исто така од оваа година воведуваме нова мерка, а тоа е секој оној кој што ќе го одлучи основец да го продолжи средното образование во нашето средно општинско училиште, ќе добие финансиска поддршка од 2000 денари во насока. Оваа мерка е во насока да си ги задржиме младите, да не останат тука во нашиот град, да не одат со школувањето во другите градови од државата. И како она што го имам како информација, навистина оваа мерка дала резултат пред време, пред да почне да се имплементира. Ако земеме споредбено дека минатата година бројката на запишени ученици беше некаде околу 110, а оваа година веќе е значително многу повисока, некаде околу 190 запишани средношколци кои што одлучиле тука да го продолжат својот образовен процес. Може ли да ни најавите кој ќе нас забавува на големиот наш празник на 28 август? Вака како што споменав, Крива Паланка е град на културата за 2024 година. Одлука од страна на Министерството за култура со кое што Крива Паланка, ја речем слободно, ја прави препознатлива во државата, затоа што покажавме дека како мала општина имаме и капацитет, но и понуда да се носиме со организација на големи културни случувања. Имавме на еден период позади нас навистина со убави културни настани кои што беа настани од сите жанрови, настани за сите категории на граѓани, но кулминација на сите тие настани традиционално како и секоја година во месец август. Сите големи фестивалски случувања се на крајот на месец август и тука општината со сите чинити од областа на културата веќе активно се подготвува Крива Паланка да биде домаќин на сите тие фестивалски случувања. Па така од 20 до 22 август ќе се случи меѓународниот традиционален фолклорен фестивал во комбинација со втор пат поред фестивал на храна кој што го организира општина Крива Паланка, или сето ова заедно под еден наслов го насловивме манифестација Шопско село, за да сите овие случувања продолжат на 23-24 август со организација на реномираниот музички фестивал Joyfest. Тука главни звезди на 23 ќе биде групата Superhix, а додека на 24 август госта ќе биде македонската поп дива Калиопи. На 25 август го имаме на гости исто така
можем да кажем, еден од поубавите македонски проекти кои што се случил во последните неколку години на скендеровски продукција, тоа е Македонија во срцете носиме, со повеќе од некаде околу 13 изведувачи од македонската поп и народна сцена, и додека на 28 август, можеби се уште е рано, бидејќи официјално во преговорите сме во некои завршни подготовки, но она е ексклузивно за вашиот портал, кој што можам денеска да го објавам, е дека ќе имаме настап на Давид Темелков, на балканската мега звезда Северина и наставно ќе го завршиме со Брас Брадер. Но како што споменав, да ова е се уште неофицијално, во текот на следната недела ќе ги официализираме сите предуслови за да склучиме договор со самата звезда, така да соодветно на сето тоа ќе биде информирана целокупната јавност. Кој е вашиот омилен дел од градот и зошто? Видете вака, значи, многу делови од градот се умилени, бидејќи имаме на навика после завршувањето на секој работен ден. Лично си правам обиколка буквално на секој едно делче од територија на општина Крива Паланка. Сакам да имам јасна слика и увид на се оно што се случува во градот. Но ако можам нешто да го одвојам како умилено, убаво и нешто кое што е впечатливо за нашиот град во последните 2 до 3 години, нешто кое што е нова лична карта на градот, нешто по кое што сме препознатливи, но и сериозно му даде нов дух, нова енергија на градот, тоа е градскиот плоштад и градскиот парк. Нешто кое што навистина гледам дека граѓаните ги прави среќни, ги прави задоволни. Мислам дека ние со културното лето, со културната програма која што го понудивме во комбинација со новиот градски плоштад и градски парк, навистина направивме едно катче во кое што буквално градот ни живее, а луѓето се среќни и задоволни. Кои се вашите омилени активности и хобија надвор од политиката? Видите, во претходниот период, пред да влезам во политиката, имав многу хоби и времето ми дозволуваше да, работните обврски дозволуваат дел од слободното време да го посветам на одредено хоби. За жал, во изминатите 2,5 години со целокупната одговорност која што ја носам и со целокупната тежина на самата позиција, времето е се помалку дозволено и односно лимитирано и ограничено за да дозволи одредено хоби, но во претходниот период многу често возев велосипед, многу често со другарите игравме и спортувавме на спортскиот терен мал фудбал. За жал во последните 2,5 години да речиси се тоа е сведено на минимум. Како го балансирате вашиот професионален и личен живот, особено со оглед на одговорностите што ги имате како градоначелник? Многу тешко од причина што ако сосема искрено речиси да не постои слободно време за приватен живот. Видите, градоначелничката позиција е позиција која што нема работно време, нема правила и тука ако сакате резултат, а како велат успехот не е случајност, мора да се посветите од утро до вечер. Тоа е нешто кое што го правев во изминатите 2,5 години, нешто кое што го правам секој ден и за жал во една таква ситуација единствена жртва во целата таа ситуација е најблиските, фамилијата, кои што навистина многу малку, односно речиси во текот на неделата дали 2 до 3 часа имаме време да се видиме, да се посветиме на фамилијата и тоа е нешто кое што навистина е хендикеп на оваа позиција. Верувам дека не само кај мене, туку и кај сите носители на јавните позиции дека ги имаат сите овие слични проблеми. Дали имате некој совет за младите кои сонуваат да станат лидери како вас во нивните заедници? Јас имам, можеби моја лична девиза, но и
на многуте од средби кои што ги правам со младите луѓе, го давам како совет, затоа што верувам дека и тоа било некој си, можеби, клучно успехот кај мене и во приватниот, но и сега во професионалниот живот. Прво и основно е да се сака работата која што ја работиш. Втората работа, за да ја сакаш работата, мора да бидеш посветен на самата работа и никогаш да не се откажеш. Значи, никогаш, без разлика на сите препреки, без разлика на сите потешкоти во исполнувањето на сите цели, секогаш да се биде упорен и да се биде доследен, затоа што само упорноста во комбинација со енергијата која што ќе ја посветиш е клучот за успех. Кој е највредниот совет што сте го добиле и од кого? Највредниот совет кој што го имам добиено е од мој пријател кој што при една ситуација пред изборот на оваа позиција ми рече што и да правиш, прави го искрено и не очекува дека некој ќе добиеш благодар. Само едно знае дека резултатите, делата ќе бидат оставени позади тебе, ти на тоа да бидеш горд. И верувајте, тоа е нешто кое што во изминативе 2,5 години секојдневно го сретнувам низ практични примери из нашата работа, кога одредени луѓе имаат реакција и очекувањата ни биле едно, па сега разочарувањата ни се сосема друго, и во една таква ситуација многу тешко можеш да дојдеш до објаснување и до оправдување. Јас секој утро како девиза некоја лична ми е, се потсетувам на сите тие зборови на тој мој пријател кој што ми рече се што правиш, прави го искрено и не чекува од никого да добиеш за возврат благодар. Кои книги, филмови или музика ви инспирираа и влијаа врз вашиот живот? Видете, читањето на книги е неубава работа. Работа која е што на некој начин ти го полни умот. Ти дава совети, ти дава мудрост, ти дава насоки во многу животни дилеми кои одлуки да ги донесеш. За жал во последниот период се помалку имам време за читање на книги, иако искрено многу сакам. Нешто кое што во тешките денови, кога имаш тешки денови на работни денови, многу пати ми дојде до ум, викам, ми треба книга за да си го најдам мирот, за да си го најдам спокојот. Ама, на некој начин, како што кажав, значи, самите обврски не дозволуваат време за да се посвети на читање на книги, иако тоа не е оправдување. По однос на музика, сакам да слушам музика која што е пред се македонска музика која што за жал ние квалитетна македонска музика се помалку ја имаме. И многу се нервирам кога гледам младите генерации на каква музика денеска се навикнати да ја слушат и кои се нивни главни звезди, затоа што ние живеевме и растевме во едно друго време кога бевме млади, кога што навистина македонската музика ги имаше и неубавите своји денови, затоа што јас тврдам дека Македонија има многу таленти кои што во годините наназад знаеле да направат навистина ремек дела, и затоа омилена ми е секогаш да ја слушам македонската музика од времето во кое што ние сме раснеле низ неа. И за крај, како би сакале да бидете запаметен од младите генерации? Јас верувам дека во изминативе 2,5 години со сето она што го понудивме како локална власт, вклучително лично јас што го понудив низ мојата работа, верувам дека веќе правиме сериозна разлика од сите години претходно со начинот на функционирањето на самата општина. Верувам дека
дадената доверба која што ја добив од граѓаните пред 2,5 години, дека до денеска истата е исполнета. Верувам дека граѓаните се среќни и задоволни од сето она што го сработивме во изминативе 2,5 години. Јас она кое што и верувам дека така и перцепцијата во јавноста, дека во ова приказна влегов сосема искрено, влегов во ова приказна за да дадам се од себе, и тоа го правам секој ден, и верувам дека баш по тоа луѓето, граѓаните, младите ќе го паметат овој период од овие 4 години кои што ќе бидам на оваа позиција, дека навистина сум влегул искрено, сум дал се од себе и навистина општината во изминативе 2,5 години или ова година и половина која што представнува од завршувањето на мојот градоначалнички мандат е бил во насока на разобувување на градот, во насока на понуда која што ја прави различна Крива Паланка од сите останати општини, и на мене веќе навистина не е било што Крива Паланка ја споредуваат и се почесто ја нарекуваат главен град во државата.